По повеќегодишна пауза, Агенцијата за храна и ветеринарство повторно почна со вакцинација на животни против антракс. Оваа превентивна активност ќе се спроведува до 17 ноември во повеќе потенцијално ризични места. Агенцијата за храна и ветеринарство согласно годишната наредба за здравствена заштита на животните за 2025 година по долгогодишна пауза започна со превентивна вакцинација на говедата, овците, козите, копитарите и свињите против антракс во населени места во епозоотилошките единици Велес, Зајас, Прилеп, Пробишти и Сарај, најдоста до 17 ноември. Носителот на одобрението за ставање на промет на вакцината, вакцина против антракс, Антракс ја набави и истата ја дистрибуира до надлежните ветеринарни друштва во дистриктите каде што ќе се врши превентивна вакцинација. Трошоците за вакцинацијата против антракс се натовар на програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2025 година. Антраксот е сериозно заболување предизвикано од бактеријата која формира спори, Bacillus anthracis. Иако претежно ги зафаќа само домашните и дивите животни, може да се заразат и луѓето преку директен или индиректен контакт со заразени животни, информираат од АХВ. Инфекцијата обично се јавува преку контакт со кожата, дишување или цревна абсорција. Почетокот на симптомите се јавува помеѓу 1 ден или повеќе од 2 месеци по инфекцијата. Генерално, антраксот не се пренесува од човек на човек, но во ретки случаи кожните лезии што ги предизвикува оваа бактерија можат да ја пренесат заразна. Како што објаснува директорот на агенцијата, антраксот се шири преку контакт со спорите на бактеријата, кои често се појавуваат во заразените производи од животинско потекло. Александар Динев, Сител телевизија.